Лазаров Awards. 5 години подкаст, еден стан, автомобил и стотици срца. Во магична вечер, исполнета со емоции, признанија и незаборавни моменти, Стефан Лазаров го одбележа 5-годишното постоење на својот подкаст со гламурозната манифестација Лазаров Awards. Настан кој го обедини кремот на македонската естрада, креатурите на дигиталната сцена и илјадници фанови кои секоја недела го следат неговиот искрен и неконвенционален пристап кон разговорите. Во духот на благодарноста и дарувањето, Лазаров приреди еден од најголемите гивавеи во Македонија досега. Се подари стан, автомобил, мотори, смартфони и други бројни вредни награди, покажувајќи уште еднаш дека заедницата му е најважна и дека знае да возврати за љубовта и поддршката што ја добива низ годините. Од нула до сцена. Стефан Лазаров започна како младинец со камера и глас полн став. Честопати погрешно сватен, но никогаш без глас. Од првите подкасти снимени во импровизираното студио до денешните илјадници прегледи и влијание што ги надминува границите во интернет просторот. Лазаров изгради бренд што е искрен, провокативен и безкомпромисен. Неговата приказна не беше секогаш лесна. Низ годините се соочи со критики, недоразбирања и лични падови. Но токму тие моменти го направија посилен, поавтентичен и подготвен за сцена какво што беше оваа вечер. Манифестацијата ја красеа многу познати личности од македонската јавна сцена. Музичари, актери, инфлуенсери, спортисти и пријатели на подкастот. Некои од нив добија и специјални признанија за влијание, искреност и инспирација, што беше своевиден омаж на заедничкото патување со Лазаров. Гостите беа емотивни и искрени кога зборуваа за него. За мене ова е најголемиот предизвик до сега во животот. Ми е страв, иако реално за прв пат имам волку сериозна и голема екипа која што е посветена и на тон, и на продукција, и на организација, но пред се чувствувам притисок затоа што не е само прашање вечерва и ова што го правиме, туку во прашање е тоа што вечерва на некој ќе му го смениме животот. Вечерва некој дојува стан, некој кола, некој мотор, некој гуми, некој телефон, некој телевизор. И во принцип најмногу притисок чувствувам затоа што се надевам дека ова ќе им се допадне на гледачите и ќе го правиме секоја година. Што имаш спремно вечерва за гледачите и за публиката? Па имам спремно цела програма. Ќе видиме естрадни личности, ќе видиме Тамара, Елена, Џамбазов, Двабона, Сладкар, Тонизен, Мики. Ќе видиме многу луѓе кои што ми е многу драго што се тука, кои што ме поддржаа, со кои што ги поминавме овие 5 години заедно, постигнавме заеднички успех и искрено се надевам дека тоа што сум го замислил барем 50% ќе се оствари, ако се оствари сме завршиле работа. Како ти изгледаше денот, бидејќи кажа дека Марта те трпела цел ден, што правеше? Па не е само денов. Мислам дека е последниот месец. Сите работите медиуми, знаете колку е тешко да се оствари една ваква работа, кога оди во живо, тоа е стресот во принцип. Додиме преку снимено да имаме можност за монтажа, апсолутно дека ќе имаме време тоа да го средиме, но како викаат, ако не се впуштиш во огнот, никогаш нема да изгориш и никогаш нема да пораснеш. Така да еве што ќе ви кажам, Македонија заслужува шоу бизнес, Македонија заслужува настани, Македонија заслужува среќни моменти и мислам дека конечно имам шансата тоа да го направам со поддршка од народот, со поддршка од колегите и дај Боже ова да порасне во нешто големо. Ви искрено ви кажам, вака 3 микрофони од различни медиуми се нема никогаш случајно во Македонија и нека биде и ова еден почеток на сите нас да соработуваме, се поддржуваме, да правиме приказни од сева што го работиме за народов да биде забавуван. Како мислиш дека ќе се смени македонскиот шоубиз со ова? Дали ќе се охрабрат понатаму да постапуваат по овие чекори? Бидејќи ми викаат да влезам, уште ова и влегувам. Мислам дека да, потребни ми е храброст на луѓето, потребни ми е малку мотив. Значи денеска сум и јас исто возбуден, неколку него, меѓутоа мене ми е драго заради тоа што сечи успех, мислам многу се радувам на успех на луѓе што знам колку се труделе околу се тоа. Драго ми е што сум дел од оваа вечер, да го поддржам Стефан тука, да допринесам со своето присуство и да си поминам убаво на преубаво место заради тоа што има и малку ивенти и настани во Скопје, каде што си проаѓам добро да кажеме. Што би кажал за Стефан накратко во негово присуство, дека е екстремно вреден, дека е многу добар, дека е многу мил, дека е многу наивен, дека е многу упорен и дека е дефинитивно роден под една срекна звезда. Што би му посакал еве ти од твој аспект? Јас на Стефан можам да му посакам се она што би си го посакал и на себе. А човек за себе си посакува само убавини.
на Стефан буквално од срце му посакувам сите убавини на светот. Посакувам да е успешен, меѓутоа сакам и да е среќен и да знае да ужива во успехот. Дали од почетокот си со Лазаров и дали од почетокот веруваше дека ќе стигне до тука кај што е сега? Од почетокот на подкастот сум со него, претходно не се знаевме. Практично ние се запознавме првата вечер кога јас му гостував во подкаст. И тоа доцневме двајцата, требаше од 9 да се пуштиме на лајв. Дојдовме негде 9:05, само се поздравивме, здраво и седнавме. Убавината на тоа пријателство е што целата јавност го виде првото запознавање наше, каде што он искрено ме прашуваше од каде доаѓам јас, што сум работел, јас се му раскажав. Свативме дека кликаме многу, дека сме деца кои што сме доедени од просечни семејства, сакаме нешто да направиме и он ни докажува дефинитивно дека тоа што го науми тогаш кога разговаравме, дека ја се остварува. Познавајќи го него, ова само започнува сега. Ова е почеток на нешто што ќе трае многу долго. Ја мислам дека ова ќе трае додека трае Лазаров не само на YouTube, воопшто во медиумите. Идејата не е оригинална, туку е тој човек што има фирма која е бренд. И секоја фирма која е бренд има право да доделува по своји сознанија награди, одликувања, благодарници, пофалници, што и да е. Он беше голем скептик за тоа дали воопшто треба да го прави ова, но ете, побара совет му рекол дека слободно можеш да го правиш и убаво е да го гледаш. Тоа голобрадо момче кој ми се појави во животот кога никој не го знаеше, кој ти кажува дека е идол и кога ќе сватиш после неколку години дека тој веќе станал идол на некоја друга генерација. Нели е убавото? Стефан Лазаров е еден јутјубер кој можеш да го сретнеш на улица, на кеј како џогира, како пие кафе во кафич некој популарен, да го видиш во Тојран како дошол. Не се ни однесувал така. И јас бев истиот. И веројатно за тоа нас народот не сака, заради тоа што гледа дека сме ние честни према тој народ што не сака. Во кој правец очекуваш или му посакуваш да му се движи кариерата во претстојниот период? Па ја мислам дека подкастот ќе остане, ќе го прави он само како за старите добри времиња. Предпоставам дека ќе направи некој шоу. Некој шоу што ќе биде многу гледано, некој шоу за кој ќе се чека ред да се купат карти, некој шоу во кој ќе ги носи најголемите звезди. Што знам, мислам дека ќе биде изненадување за сите. Знам дека има нешто во себе, го носи и во последните неколку муабети што ги имавме, како да не сака се уште да ми каже или да провери дали е тоа добро, но чувствувам дека прави нешто големо, смислувам, да. Стефан да си го одбележи своето сработено и да ги повика сите пријатели соработници и да се тоа така направи спектакуларен настан што е у овие времиња, у оваа држава, у оваа ситуација кај нас тешко и ретко да се тоа направи. И фалат овакви манифестации, мислам дека. Лаки е озбилна глава. Тоа може да се заклучи од целиот и Вен прави многу благородна ствар, значи дава стан, решава стамбено прашање за некој што стварно нема и мислам дека он најдобро знае како се осеќаат луѓето у тоа стање, дека буквално цел живот и со мајка му и татко му бил под кири, така да јас сум највише доен за тоа, мислам највише од себе ми свиѓа тоа дека прави изузетно благородна ствар. И од сам почеток до сега е таа намера или интенција он што има постојано да го има и да се презентира како што треба и да ги презентира и другите и да помага. Тоа ние не го препознале, да речеме. Јас да не верував немаше никогаш, мислам, сега малце може да звучи препотентно, но меѓутоа да не верував во него немаше да влезам во самиот старт помеѓу неговите први интервјуа да го поддржам. А кој момент ти остави впечаток дека стварно ќе се движи неговата кариера во ваков правец? Дали имаше таков некој конкретен момент? Мислам дека кога сите го отпишаа после оној настан со Лата што беше, кога многу луѓе го отпишаа за тоа што реално според мене мислам дека не беше криво ситуацијата, едноставно беше прашање на искуство и во таа ситуација кога многу луѓе го отпишаа, ја застанав позади него, иако бевме во тој момент во некаква караница, ја застанав позади него и го поддржав затоа што сметав дека му се случува тешка неправда во тој момент. И кога видов дека тогаш не се откажи, дека продолжи како ништо не било, сватив дека тогаш човекот е
одлучен дека ќе биде тоа што сака да биде. Оваа манифестација Сигурно. ќе биде добра на свој начин, ќе има посебен вајб, посебен шмек. Чим сме тука, сигурно преска Стефан ми вика, паника трема, му викам, дечко, гледај кој све луѓе дојдоа за твојата манифестација. Значи, тоа е доволен доказ за тебе дека ова што го правиш е окей. Така треба да има што повеќе манифестации кај што ќе се собираме, ќе се дружиме и ќе се цени македонската уметност и македонската култура. Вечерва стварно увичувам заради тоа што ем сум работно, ем сум фамилиарно, ако така може да кажам. Вечерва мислам дека треба да биде на дневно мени и да се повторуваат вакви вечери, каде што ќе се собира естрадата и ќе се цени трудот и ќе уживаме заедно во она што го имаме во Македонија. Јас уживам и во Димитар, и во целото шоу, и во све што се случува во Тамарче, кај што имаше преубаво интро на 1003 И така, бомба ние. Вака јавно да му честитам 5 години постоење од каналот и се надевам дека секоја година ова ќе стане еден вид на традиција, па секоја година ќе се дружиме овдека. Дали кога се појави на неговите почетоци на YouTube каналот, дали очекуваше и веруваше дека ќе стигне до тука каде што е сега? Па, јас од секоја сум мислел дека он има талент за оваа работа. Значи, не е баш едноставно за сето ова да го направиш и да го организираш и така натаму, но најбитно според мене е работата, упорноста, цело време да се работи за да се стигне до некоја цел која што ти си ја замислил, знаеш. Дечкото стварно се труди, работи, така да го заслужува се тоа. Прекрасно и многу сум горда на Стефан и на целата организација што се случи оваа вечер и сум преблагодарна што на оваа сцена македонска постои нешто вакво какво што направи Стефан и преблагодарни сме. Навистина е за аплауз тоа што го има направено изминативе години и е, не знам како да кажам, ама голем поттик за останатите, без разлика со каква кариера се занимаваме и со каква професија, ама дава надеж дека може да се успее. Ако знаеш да бидеш истраен, ако знаеш да работиш на себе и да си го водиш оно што најмногу го сакаш, дека сепак може да се успее, така да... Настанов е вау и сите изгледаат феноменално. Значи, сепак имаме македонска естрада која што наликува на светска. Малце по малце и ве сега онија поведе, како во почеток, а остатокот ќе видиме. Ова е прв евент што јас реално присуствувам. Многу сум благодарна што сум тука на овој настан. Се дружиме и се како што треба. Јас си поминувам супер, многу ми е драго што сум поред вакви луѓе, сите се прекрасни луѓе, сите се успешни луѓе. Морам да го поздравам Стефан, да му честитам 5 години. Мислам дека како Стефан не постои некој, буквално ги има скршено сите граници и огромна почит за него. Ова што го прави, што подарува кола, што подарува стан на некој што можеби премногу му треба, искрено, и честитки за 5 години постоење. Кажи ми, што би му посакал на Лазаров, како негов пријател, пред се? Се најубаво, ама он си знае најубаво што е потребно неговата кариера. Се надам дека ова ќе прејасно настан што ќе се случува секоја година. Лазаров Awards. Понатаму да дава се поише и поише награди, куќа некогаш да даде или нешто такво, не знам. Здравје, среќа и многу успех. Како си, дали Лазаров ги надмина очекувањата или веќе очекуваше дека ваков спектакл ќе доживееш вечерва? Па Лазаров секогаш ни овозможува нешто кое што не сме го очекувале, така да многу ми е драго што еве тука сум присутна на оваа вечер и многу ми е драго што го следам неговиот развој од самиот почеток. И благодарам што постои, благодарам што дава и ентузијазам и елан на многу луѓе да почнат подкасти, да се развива сцената, па да се развиваат и емисиите, така да живее естрадата и медиумската сцена. Од овој аспект, каква кариера понатаму би му посакала или каква кариера гледаш кај Лазаров? Она што јас би му посакала е да не ја изгуби желбата, односно да продолжи да го сака тоа што го работи и љубовта кон тоа што го работи, затоа што се додека го сака тоа кое што го работи, сигурно дека ќе се развива и ќе оди понатаму. Во момент кога ова ќе му стане некаква си рутина или кога ќе му стане навика или многу лесно да го прави, мислам дека тогаш нема да може да напредува, така да ќе му посакам уште многу долги години
години да го сакатоа што го работи. Па во иднина прво и основно имам една желба да славиме 50 години, ако бидеме тогаш подвижни, не знам колку ќе имам. Уште 50 на моиве, скоро 40, 90. Добро, ќе дојдам со бастунче. Така што му посакувам минимум 50, нели да дадам една нула на питката, а воедно ќе му посакам да некако си остане самиот тој главниот на оваа негова приказна, бидејќи многу често знае да додаде некој од страна. Не викам дека тоа не е интересно во одредени моменти, меѓутоа кога зборувавме со него баш тогаш на подкастот и му дадов таков совет, му реков ти си доволен сам со себе, имаш прекрасна публика, имаш навистина огромно влијание, нема кој не те знае, дечиња со него се сликаат, буквално многу цела младина, па и повозрасните го следат. Така што нема потреба од премногу, да речам, други луѓе вметнување во неговата приказна, освен самите гости. Има многу, да речам, интересни гости кои може да му бидат секогаш нели во неговите подкасти. Сакам голема благодарност да кажам за Стефан Лазаров што имавме, што имавме тука да присуствуваме на оваа цела манифестација. Стварно беше преубаво и тоа е тоа. Добивте награда, еве наградата, признание, освен од народот, нормално, еве и Стефан ја имаше таа чест да ви додели едно признание, што е најмалце нешто што можеме ние да направиме за вас како народ. Што да кажам, тука сега останува сите физички или правни лица кои што се уможнати сакат едноставно да предонесат, да помогнат на сите, на повредените укочени, слободно нека ни исконтактира, дали тоа ќе биде преку нашата веб страна, дали тоа ќе биде преку социјалните медиуми, со телефонско бројче ќе ни остават, ние ќе ги исконтактираме и ќе можеме да се искоординираме низ целиот тај процес. Оваа тука плаката, како што можеме да ја видиме, само едно мало парче од целата служувалка што ќе не едноставно нас не потекнува и ни е мотив уште појако и појако да идеме на напред. Ти беше вистински сведок на пријателството помеѓу Зоки и Стефан. Кажи ми, дали можеби вака имаш некој момент кој што би можел да го издвоиш од нивните заеднички случаи, дали Зоки споделуваше со тебе, имаше ли некој посебен план кој што го планираше? Во врска со нивното пријателство беа вистински другари, вистински соработници и браќа. Што ќе му посакаш на Стефан? На Стефан ќе му посакам само успеси, да биде многу гледан, да има многу петки, да прославуваме заедно. Дали го замислуваше ти, Стефан, да дојде до ова ниво, еве да ни приреди на нас како гледачи, како присутни на цела наша држава, да воведе еден нов термин, нова вечер, нов правец во македонската естрада? Знаеш како јас мислам дека не го памтам веќе Стефан пред ово. Тој толку многу постигна, толку многу направи од себе пред се. Јас мислам дека немам друга слика за Стефан освен да очекувам да прави големи нешта и посакувам да трае неговиот успех, затоа што јас го познавам и душата, јас ги познавам и неговите корени, знам колку е способен и колку може многу повеќе да направи. Така. Кажи ми, спомна дека не се сеќаш, но сигурно ќе се присетиш како беше Стефан како дете. Дали вие двајцата бевте како секој типичен брат и сестра, полавковци, кој беше поплачко, дали се тепавте, има ли некои такви случаи кои што ги паметиш? Има. Сега кога ќе се сетам, многу беше немирен. Немаше волку култура, немаше волку стил, немаше вакво држање. Сакаше да прави нешто, не знам, некоја белјане, некоја фора да направи. Да ми направи мене, да ме изнервира едноставно. Сакаше да го направи тоа. И сега ќе се сетам, ми фали тоа време. Ти фали? Да, многу ми е налицкан вака, среден, топ ми е, многу ми е совршен. Ми фали малце така кој ќе ми скриеше нешто, па ќе се скаравме и така. Така порасно одеднаш. Стефан? Какви се импресиите од вечервата, молам, кажи ми? Не знам. Многу ми е убаво, многу сум среќен, многу сум радосен. Гледам насмев и кај сите. Се уште не сум видел искрено телефонот да видам какви се реакциите на социјалните мрежи, меѓутоа верувам дека сите се си поминав убаво.
Забавно беше многу, мене беше многу смешно и сега ми е смешно. Не го видел телефонот, ја му го скрив телефонот, го фати паника. Изгубив телефонот, човек. А телефон му беше кај мене у джеб, да, цело време и го бараше телефонот. Нема врска. Супер пројдовме све, јас повеќето од времето го пројдов тука надвор, па трчав натре, пошто со сите давав вака заедничко. Серги го има во секој интервју. Слушав дека е смирен со наша популарна пејачка. Значи, ретко сте да се случи нешто да не е кај Лазаров, затоа сум горд што постои Хајп ТВ. Нешто, искрено многу ми е драго што гледаме нешто во Скопје, во Македонија, што не се гледа на нашиве екрани. Политиката, како политика, мора да постои секаде. Тие работи кои што се битни за општество треба да постојат. Меѓутоа треба да постои естрада, луѓето треба да се забавуваат, треба да поминуваат секни моменти и нешто што сум многу горд, што имавме вас, имав уште неколку медиуми вечерва, имав различен тип на естрадни личности, скарани, смирени и некако како сите да се посветивме на убавата енергија вечерва. Нека биде ова еден поттик за сите да разберат дека можеме луѓе, стварно можеме да правиме големи работи во Македонија. Сакам да ја прашам Марта само за крај колку е горда на Стефан. Идам. Најмногу сум горда и знам дека уште многу успеси ќе постигна. Јас ви посакувам да го достигнете сето тоа што сте го замислиле од нас и од нашата екипа и ви благодарам што секој се работувате со нас. Стефан, среќен роден уште еднаш. Дај ми рака, фала ти и тебе, фала ви на сите гледачи на Хајп, фала ви на цела продукција, поздрав до Тара, поздрав до сите во Србија и вие сте вистинско освежување на оваа сцена.